Компаниите кои ќе направат приход поголем од 10 милиони евра како кризен данок ќе плаќаат 30% од добивката. Овој еднократен данок ќе се применува за компании кои имале годишен приход од над 10 милиони евра, но при тоа ќе го зголемат профитот за повеќе од 20% во однос на претходните 4 години. На листата на големи компании кои ќе бидат опфатени со така наречениот кризен данок ќе се најдат банки, фармацевтски, информатички компании, но и некои од непосредното производство, појасни денес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Еве за симулација. Компанија има просечен профит последните 4 години од 1 милион евра. Оваа година му се дозволува раст од 20%, тоа значи 1,2 милиони евра. До 1,2 милиони евра ќе има иста даночна стапка како што имало и сега за данокот на добивка. За разликата од 1,2 милиони евра до евентуално новиот профит кој што може да биде 2, 3, 5, но еве ќе симулираме дека е 2 милиони новиот профит. За разликата од 800.000 евра, на тоа се пресметува 30% данок на добивка, само за оваа година, дополнителни 240.000 евра ќе бидат платени во име на данок на добивка. Во овие 30% влегува стандардниот данок на добивка од 10% и плюс 20% ќе биде дополнителен данок кој ќе важи само еднократно, односно само за 2022 година. Целта да казниме никого, туку сметаме дека праведноста и правичноста во секој даночен пристап треба да биде клучно. Во енергетска криза, во период на криза кога потребата за да помогнеме на сите најранливи категории, сметам дека е клучно да се запази. Дополнително што за прв пат јасно и изрично и во законот, предлог законското решение дека овие средства ќе одат за справување со последиците од криза. Вице-премиерот Битики денес не прецизираше за колку компании станува збор, но во јавноста веќе неколку денови се калкулира со бројката од околу 180 компании, од кои се очекува како данок на екстра профит да се соберат околу 90 милиони евра.